Бројката на активно болни од коронавирус на гостиварското подрачје стигна до 200. Гостивар поново заразени е меѓу најбрзо растечките региони изминатиот период. Повкупно активно болни е на 5-то место во Македонија, после Скопје, Куманово, Тетово и Штип. Во последното деноноќие, според информациите од Гостиварската епидемиолошка служба, потврдени се 12 ново заразени од општина Гостивар и 2 од Маврово Ростуше. Во текот на викендов пак беа евидентирани 22 нови случаи. Медицинарите оценуваат дека граѓаните не се придржуваат доследно до мерките на заштита. Има групирања, домашни прослави, маски не носат сите. Психологот Билен Карахасан од Центарот за социјална работа во Гостивар смета дека граѓаните се однесуваат поопуштено и го надминале стравот од вирусот, затоа што веќе нема рестриктивни мерки, а атмосферата наоколу е навидум нормална. И на почетокот ние бевме под многу построги мерки. Кога во државата имавме 20 заболени, па бевме во карантин. И во тој период сите бевме под поголем страв од корона, него денеска, сега луѓето слободно се движат. Иако сега е пикот, односно сега е жариште во секој град, постои жариште, навистина по податоците кои ги добиваме, дека најризичен период е сега. Сега зашто тоа се случува? На прво место се мерките, значи сама држава е одговорна, бидејќи ги отвори мерките и сега сме сите слободни. Луѓето по природа се однесуваат така каква им е природата. Не е природно да се живее под епидемија. И тоа е првиот парадокс. Значи луѓето не можат да го разберат таа состојба, посебно бидејќи таа трае 6 месеци. Дали повторно ќе се воведува ограничување на движењето, засега не се знае. Карантинот би предизвикал револт кај луѓето, но ќе помогне во намалување на ширење на вирусот, вели Карахасан. Тоа сигурно дека ќе направи голем револт кај луѓето. Меѓутоа, јас лично мислам дека подобро да има револт, меѓутоа да има карантин, па да решиме еден карантин од 2-3 недели да биде или месец дена, па да се намали овој тренд, па да после тоа постепено ги попуштаме тие мерки. Меѓутоа сега сме во врхот на епидемијата, а сите луѓето се однесуваат најнормално. И тоа нонстоп расте таа бројка на заболени. Значи, овде е држава одговорна да направи нешто. Луѓето се како и луѓе секаде. Тие сакаат да живеат нормален живот и немаат свесност за тоа. Од почетокот на пандемијата на гостиварското подрачје вкупно се дијагностицирани 308 лица со корона. Над 80 оздравеле, а 19 починале како последица на компликации од ковид.